Денеска православната црква ги празнува светиот Агатангел Битолски, преподобниот Прокопиј Декаполит и преподобниот Тит Печерски. Светиот Агатангел Битолски. Овој светител пострада од агаријаните во 1727 година. Како што пишува на кивотот во кој се чува неговата чесна глава, во тој период од нивното владење, агаријаните имаа свиреп обичај за време на тридневното празнување на празникот Рамазан, насилно да приведуваат во својата исламска вера некои од поробените христијани. Во страв и трепет пред нивниот неиздржлив гнев, незаштитените и угнетени христијани се сокриваа кој како умееше и можеше. Раката на друговерните гонители пак секогаш успеваше да дофати по некоја жртва и да изврши зло. Мнозина од уловените христијани гонителите ги наоѓаа неподготвени да појдат на мачинички подвиг, па нивното спасение беше неизвестно. Тогаш Бог разгоре љубов кај својот храбар следбеник Агатангел, кој реши да се дрзне, та со помош Божја да му стави крај на нечесното запирање на кривките и неопитни души. Агатангел беше младич од околу 18 години, по потекло од Лерин кој работеше како чевлар во Битола. Поттикнат од благодата Божја, светиот Агатангел појде во царскиот сарај и со богомудри зборови пред турските големци се заложи тоа насилно исламизирање на невините христијани на Рамазан да запре. Со дејството Божјо, светителот успеа да најде милост пред агаријанските првенци и тие го укинаа гонењето на христијаните. На Рамазан и издадоа ферман за таа своја одлука. А потоа, за да ја открие вистинската верност на својот ревнител Агатангел, Бог допушти неколкумина агаријани да му се нафрлат на светиот маж и да го погубат. Светиот Агатангел чесно пострада од нив. Простум, примајки небесен венец од Христа на 17 февруари 1727 година во градот Битола. Елици во Христа крестисте сја, во Христа облекосте сја. Алилуја.
Христа облекоste сја. Преподобниот Прокопиј Декаполит. Овој светител бил од Десетоградието околу Галилејското море, заради што се и нарекол Декаполит. Во младоста се оддал на испоснички живот и ги поминал сите пропишани трудови со кои се чисти срцето и духот се воздигнува кон Бога. Но кога настанало гонењето заради иконите од страна на лошиот цар Лав и Савријанин, Прокопиј застанал во заштита на иконите, докажувајќи дека иконопоклонството не е идолопоклонство, бидејќи христијаните знаат дека поклонувајќи се пред иконите, не и се поклонуваат на мртвата материја, туку на живите светители, кои што се зографисани на иконите. Поради тоа Прокопиј бил зверски мачен, апсен, тепан и со железо струган. Кога лошиот цар Лав бил убиен по тело, загинувајќи со душата порано, иконите биле повратени во црквите и Прокопиј се вратил во својот манастир, каде што го поминал остатокот на деновите во мир. Во староста се преселил во Царството Божјо, каде што со радост ги гледал живите ангели и светители, чии ликови на иконите ги чествувал на земјата. Мирно завршил во 15-тиот век. Преподобниот Тит Печерски. Тит бил презвитер и имал нелицемерна љубов кон ѓаконот Евагри, како брат кон братот. Но колкава била нивната прва љубов, толкава потоа станала меѓусебната омраза посејана од ѓаволот. Толку се намразиле, што кога едниот кадел во црквата, другиот се завртувал и излегувал надвор. Тит се обидувал повеќе пати да се помири со својот противник, но залудно. Се разболел Тит и сите мислеле дека ќе умре. Замолил да му го доведат Евагрија да се опростат. Со сила го довлекле Евагрија до постелата Титова, но Евагри се оттргнал и побегнал, говорејќи дека нема на Тит да му опрости ни на овој, ниту на оној свет. Само што го рекол тоа, паднал на земјата и издивнал, а Тит станал од постелата здрав и раскажал како демоните облестувале околу него се додека тој не му опростил на Евагрија, а кога му опростил, демоните побегнале и го нападнале Евагрија, а него го обкружиле ангелите Божји. Завршил во 1190 година. Поуки од светите оци. Поуки од светите оци. Не плашете се од злото што е надвор од вас, но од злото во вас. Надворешното зло е допуштено и контролирано од Бог, бидејќи е Седржител. Но ние сме одговорни за злото во нас. Откако ќе ги видиме последиците на злите мисли, сваќаме дека е потребно да сме трезвени и внимателни. Митрополит Христифор Јордански.